И додека бегалците од Сирија, Ирак и Авганистан продолжуваат да минуваат границата меѓу Грција и Македонија, на луѓето од другите земји за кои се сметаат дека се економски емигранти, не им се дозволува тоа. Преплавени од стотици илјади мигранти и бегалци годинава, земјите на така наречената Балканска рута од неодамна почнаа да ги филтрираат, блокирајќи им го минувањето на сите оние што не се сирици, ирачани или авганистанци. Тие се сметаат како бегалци со оглед на војните во нивните земји. Ваквата одлука создаде проблем со мигрантите од Пакистан, Иран, Мароко и другите, кои се заглавени на ничија земја меѓу Грција и Македонија. Но некои од нив решиле да се вратат во Атина, откако грчките власти организираа автобуси и возови со кои тие се префрлаат во специјален кап во близината на грчкиот главен град. Таму тие можат да аплицираат за азил во Грција. Како што растат тензиите, некои мигранти скоро секојдневно протестираат на границата барајќи да им биде дозволено да ја минат. Ние не можеме да се вратиме. Ова е точката од каде што нема враќање. Секој потрошил 2 или 3.000 евра да стигне тука. Враќањето нема логика. Ако сакаа да не запрат, тоа може да го сторат во Турција или Грција, вели Џамал, бегалец од Мароко, за агенцијата Reuters. Тие што се уште се на границата се соочени со лоши услови за сместување и ги минуваат ноќите на ниски температури. Директорот на Amnesty International во Грција, Јоргос Космопулос, вели дека имало дискриминација на границата. Многу луѓе се заглавени тука на грчката страна на границата без некакво соодветно објаснување. Вели тој, додавајќи дека и луѓето од Тиран или од други земји би можело да бидат исто така бегалци, а не економски мигранти. Тој смета дека грчката влада би требало да преземе поактивна улога во давањето помош на мигрантите на кои не им е дозволено влез во Македонија. Би требало да им даваме помош на овие луѓе, бидејќи условите за прифаќање во Индомени и на границата се неадекватни, вели Космопулос. Бранот бегалци и мигранти доведе до несогласување меѓу владите на членките на Европската унија, кои се уште не можат да најдат унифициран одговор на кризата. Најмногу има прифатено Германија. Таму во изминативе 11 месеци од годинава се регистрирани околу 965.000 нови баратели на азил. Германското министерство за внатрешни работи соопшти дека половината од нив се сирици. По нив најбројни се авганистанците и ирачаните. И покрај студеното време, бројот на мигрантите не се намалува и само во минатиот месец во Германија беа регистрирани над 206.000. Германскиот канцелар Ангела Меркел, која поради нивното прифаќање се соочува со проблеми во незината владеачка коалиција, вчера оцени дека имиграцијата може да ја збогати Германија. Таа зборуваше на одбележувањето на 60 годишнината од програмата за прифаќање странски работници по Втората светска војна, позната како гастарбајтер.